Во октомври Европската Унија ја одобри реформската агенда на Северна Македонија и на уште 4 други земји од регионот. Со тој чекор се отвори патот за секоја држава да го добие својот дел од 6 милијарди евра предвидени со планот за раст на Европската Унија за Западен Балкан. It's an excellent reform agenda that we have there. And now we should be able to start with a pre-financing of 52 million euros by the end of the year. And overall, North Macedonia will receive more than 750 million euros under the growth plan. The growth plan, and we've discussed that, will deliver very concrete result for the people. Првичните 52 милиони евра секако ќе легнат на сметката на државниот буџет, но исплатата на останатите пари е условена со исполнување на обврските од реформската агенда. Во документот на кој владата самата се обврза, по сектори и со јасни рокови е напишано што и до кога треба да се спроведе за да се исплатат парите. Ова треба да биде приоритет за државата, односно да се стави една црта приоритетите на Европската Унија, план А, па се друго план Б. На документ од 168 страници со 2 анекса е напишана реформската агенда на владата која секој може да ја преземе од веб страницата на Министерството за европски прашања. Преземените обврски се опишани и поделени по сектори. Има и точни временски рамки, до кога треба да се заврши некоја активност за да се добие сумата на пари која е своевидна награда за сработеното. Например, во делот на управување со јавните финансии и реформа на јавната администрација се предвидени вкупно 111 милиони евра. Околу 75 милиони се за делот за управување со јавните финансии, додека останатите околу 36 милиони евра се однесуваат директно на администрацијата. Првиот предвиден чекор во оваа реформска област е донесување на Законот за внатрешна финансиска контрола, што е зацртано да се случи до крајот на годинава. Ова, според Неда Малеска од Центарот за управување со промени, е еден од приоритетите на кои треба да се фокусира владата. Да се направат буџетски корисници од прв и втор ред, кога што финансиските средства за реформите, да речеме во секторите здравство, образование, труд и социјала и така натаму, ќе се администрираат, управуваат и ќе се следат низ одговорните ресори, а буџетските корисници или агенциите, ако сакате, оние институции во тие ресори ќе ги добиваат средствата од надлежното министерство. На овој начин сметаат дека подвеќе ќе се засили таа линија на отчет, што е она што се испорачува и поголем ќе има увид во реформските агенди во определени сектори. Така што тоа е едниот приоритет кој што го гледам и кој што се разликува од приоритетите зацртани во програмата за работа на владата. Во делот на реформа на администрацијата е наведена обврската преземена од страна на владата дека најмалку 90% од испразнетите раководни позиции во институциите, директори и секретари ќе се пополнуваат во конкурентна и транспарентна постапка за регрутирање. Тоа вклучува и обезбедување најмалку тројца кандидати што ги исполнуваат условите за овие позиции. Иако врската ја има во реформската агенда, таа не беше дел ниту од предизборните програми на владеачките партии, ниту е дел од програмата на владата. Бараат од нас не толку да се донесе, не ни велат експлицитно донесете го законот за висока раководна служба, но ни велат морате да поставите силни стандарди и критериуми за високи раководни функционери и морате да ги регрутирате низ систем, низ процедура која што ќе биде транспарентна и отчетна. Еве, ова е, вака звучи индикаторот и тоа со определен број на менаџерски позиции. Не само донесете ги мерките, сакате закон, сакате подзаконски акти или стандарди, туку морате да ги имплементирате до 2027 година, за да можете да ги добиете другите транши. Реформската агенда во делот на администрацијата предвидува и
До крајот на 2025 година донесување на нов закон за организација и работа на органите на државната управа, чија цел е да се спојат или укинат дел од државните институции заради подобра ефикасност. До крајот на 2026 година хармонизација на 65 секторски закони кои се засегнати од реорганизацијата. Ист краен рок има и обврската за воспоставување нов систем на плати со соодветна класификација на работните места. И до крајот на 2027 година завршување на реформата за реорганизација на државната управа и за јавната служба. Дали тоа што е прифатено на хартија е реално изводливо во пракса? Министерот за јавна администрација Горан Минчев е оптимист. Вели дека во моментов се посветени на донесување на така наречените стратешки закони за административни службеници вработени во јавниот сектор и за формирање академија за администрација. Ако зборуваме за приоритети, тоа се нашите приоритети. На нив работи работна група во рамки на Министерството, секако подкрепена со ангажирани експерти надлежни за овие области. Нашата проценка е дека по првичната верзија, значи нацрт законите, ќе одиме со објавување на платформата Енер, каде што ќе има можност да ги видат сите граѓани, тие се таму 20 дена, потоа следи владината процедура и се надевам по конечниот текст или пак содржина на законите дека по собраниска процедура ќе се најдат негдека на почетокот на идната година. Во однос на законот за висока раководна служба, кој треба да го регулира назначувањето на директорите и раководителите по систем на заслуги, наместо како сега со политички именувања, Минчев вели дека и тоа е на листата приоритети од следната година. Во овој момент не би можел да кажам каква би била содржината на тоа законско решение, но главницата, бидејќи и досега имало 4 или 5 законски решенија како варијанти, кои што не се донесени од минатите влади, би била всушност, или пак содржината на овој закон, всушност поставувањето на линијата на отчетност, односно овозможување на конкуренција за раководните служби, јасни правила и критериуми под кои услови би биле именувани новите директори и раководителите на секторите, секако запазување на мерит системот и овозможување на конкуренција во рамки на тие законски решенија. Меѓу пообемните закони кои ќе повлечат и други измени во легислативата е Законот за организација и работа на органите на државната управа. Треба да се донесе до крај на 2025 година, а со него се менуваат и 65 други закони. Според реформската агенда, наградата е 10 милиони евра кои би требало да се исплатат на земјава до крајот на 2025. Видете, ако траншите ги добиваме етапно, како ги носиме законските решенија. Значи, ако ние успееме за овие приоритети кои што разговаравме, па понатаму и во рамки на нашиот роковник на Министерството за јавна администрација, како Законот за висока раководна служба и Законот за плати, кој што исто така е едно големо сеопсежно решение, практично ќе имаме некоја реализација од 90-95%, но секако дека мораме да навлеземе во измените на зорото, јас сум сигурен дека ќе успееме и дека средствата кои што се наменети за овие законски решенија ќе успееме да ги добиеме. Сепак тоа се нашите европски приоритети. Според проекциите за исплата до крајот на 2025 година, само за обврските во делот на јавните финансии и јавната администрација, Северна Македонија треба да добие уште околу 30 милиони евра. Во 2026 година треба да легнат речиси 28 милиони евра. Преостанатите речиси 45 милиони евра се предвидени за до крајот на 2027 година. Ништо од овие пари нема да биде исплатено ако државата не успее навреме не само да ги донесе, туку и да ги спроведе законите за поотчетни и потранспарентни институции, за јакната администрација и квалитетни услуги за граѓаните.